20 дена порано годинава ќе започне гроздоберот, информираат од Сдруженијето Тиквишки лозари и овоштари за телевизија Стар. Главен причинител се високите температури. Вранецот почнува кај 5 септември, али оваа година, пошто времето е топло и тие лозја што се наводнети, и така да созреваат, фаќаат черност, и бербата ќе почне најверојатно со 5 дена 6 порано. И гроздоберот ќе почне од темјениката најверојатно од 15 до 20, а вранецот ќе почне од 25 до 1. Климатските промени се причината зошто оваа година лозарите очекуваат помал принос од 80 до 85 милиони килограми винско грозје, а за разлика од лани кога бербата даде 108 милиони. Тие лозја што се насуво, пошто 35% од површините на лозовите насади во Македонија се без каналски мрежи и водостопанство не можеше да обезбеди вода на повисоките зони, пумпи расипани 1, 2, 3 и така да се очекува и пролетно мрзање имаше и така се очекува за од 80 милиона до 85 милиона да има произведено винско гројзе. Лани колку беше? Лани беше 105 милиона, 108 милиона чека. Дали ќе се дискутира за откупната цена на винското грозје? Тоа нема што да дискутираме. Тоа е со законот за вино, се донесе закон за вино, производната цена да ја одредува институтот, али плюс институтот производната цена што е одредуена 17 денари на вранецот, 16 денари на Смедеревката, тоа ние не слагаме плюс 25% заработувачка. Тоа е 25% заработувачка, на лозарот му останува 4 денари. 8% винарите кога ќе му сопрат и УЕПА 2%, тоа е 2 денари. Значи, лозарите работат за заработувачка имаат за 2 денари од килограм гројзе. Лозарите не отстапуваат од барањето за повисоки откупни цени. За нив ликвидна откупна цена би била 30 денари за вранецот и 25 за Смедеревката.